Воопшто нема потреба од формирање работна група ако навистина постоела волја кај власта да се изгласаат реформите во изборниот законник. Тоа ќе го стореле веднаш во собранието, вели за Алфа првиот човек на Демократскиот сојуз, кој до пред 2 месеци беше коалиционен партнер на Димитар Ковачевски. Работната група која досни со формирањето оти нема ни една година до изборите кога да се случат, допрва ќе разговара за промени во законот. Според Трајанов, ова е веќе видено сценарио, беше најавен од претходниот министер за правда Тупанчевски, но не почна да работи. Во меѓувреме, законот за една изборна единица веќе 2 години е во собранието, оние кои го блокираат се СДСМ и ДУИ, вели Трајанов. Вазалскиот однос на социјалдемократите кон партијата на Ахмети е причината поради која овој закон се уште е заглавен во собраниските лавиринти. СДСМ и ДУИ го блокираа овој закон за една изборна единица. Кај нив е клучот, дали тие сега ќе се предомислат, бидејќи нема потреба од работна група. Ако има таква пределба, тогаш само треба да помине на собраниска седница вазалскиот однос према ДУИ на партиите од власта. Тоа го спречува. Тука е целиот проблем. Според познавачите на власта предосне текнало да работи на промени во изборниот законник. Тие веќе требало да се носат, а не дури сега да почнат разговори со цел исполнување на препораките на ОПСЕ ОДИХР. Поранешниот член на ДИК Енвер Салихи смета дека голем проблем за било какви промени може да биде токму трката со времето. Сега вели тој можни се само козметички, а не конкретни промени. Сметам дека една изборна единица нема да може да биде, затоа што помалите политички партии си барат да биде една изборна единица без изборен праг, а сметам дека изборниот праг најмалце треба да биде 3%, или ако биде 3%, помалите политички партии нема да прифатат. Овие измени треба да се направат во најкасно една година пред одржување на изборите. Дека времето може да биде проблем, свесен и првиот човек на работната група Александар Новаковски изразува надеж дека сепак ќе успееле, но признава дека може да ја загубат трката со времето. Мислам дека прашањата треба да се отвараат, а да не се искомплицира треба со некои, например, барања кои не можеме да ги оствариме во тој рок. Бидејќи изборите се 2024, значи треба да се направи напор во текот на оваа година веќе тие измени да бидат завршени. Може да се застане на одредени прашања каде што ќе меша прсти политиката. Тука не можам јас да гарантирам дали ќе оди брзо или споро. Опозицијската ВМРО ДПМН нема да учествува во оваа работна група, но отворени се веднаш да поддржат менување на изборниот модел и една изборна единица. Од СДСМ не кажуваат прецизно дали се за или против една изборна единица, наведуваат дека имале принципијални ставови и учествувале во работата активно и ги поддржуваат неопходните измени согласно препораките на ОПСЕ ОДИХР. Една изборна единица е веќе со години барање на сите помали политички партии, а е во програмите на помалите коалициони партнери на СДСМ, кои така би ги зголемиле своите шанси да добијат повеќе народни избраници. Непознат е ставот на албанскиот политички блок, кои најмногу би загубиле при евентуална една изборна единица, особено во шестката, од каде доаѓаат најголем број на пратеници од ДУИ, Алијанса за албанците и другите партии.